Почитувани, добар ден, го следите најновото издание на Црвена линија. Еве зашто ќе говориме денес со вас. Иако снегот се најавуваше една недела, снежната покривна по обичај предизвика проблеми во сообраќајот. Снегот падна, а некаде се уште паѓа. Многуубина се израдува, некој ќе оди на скијање, некој ќе прави снешко, а некој ќе прави тендери. Државните институции за чистењето на снег и мраз од патиштата во земјава склучиле договори за јавни набавки за зимско одржување на улиците и патиштата во вредност од 3,5 милиони евра. Но оваа сума допрва ќе расте, бидејќи уште 13 тендери за зимско одржување на улиците и патиштата се во тек, среда зима. Децата ќе се лизгаат и ќе се радуваат, а возрастните ќе внимаваат и ќе седат дома и ќе слушаат соопштенија. Едно од прашањата во денешната Црвена линија е: дали сте задоволни од вчерашното соопштение на Македонија Пат? Проводни се главно сите патишта во државата, единствено на неколку има забрани за тешки товарни возила. Сообраќајот на сите државни патишта се одвива во зимски услови по влажни коловози со остатоци од каша снег. Целосна забрана за сообраќај има на многу патни правци, а се нагласува за останатите видови на возила е задолжителна употреба на зимска опрема. Зошто се распишуваат тендери во 5 до 12? Дали службите за одржување на патишта во вашиот град се изненадени од снегот во јануари? Тоа се централните прашања упатени до сите вас во денешно издание на Црвена линија, но имаме и прашање плюс, кое што е дел од анкетата за денес, што значи за да учествувате во неа треба да не заследите на Инстаграм. Таму се разбира, веднаш ќе кликнете по заследувањето на Инстаграм стори и ќе се отвори ова денешно анкетно прашање. Дали изчистивте пред влезот на вашата зграда или куќа и дел од вашата улица? Тоа ве прашуваме денес на Инстаграм. Имате, како што гледате, две опции за одговор, две полиња за да кликнете. Ако сте изчистиле, кликате да. Ако не сте изчистиле, кликате не. Ќе собереме во проценти и ќе ги соопштиме резултатите некаде таму пред крајот на Црвена линија. Но со нетрпение очекуваме да почнеме со ова издание, па еде да направиме еден преглед каква е состојбата во дел од градовите. Ќе почнеме со градот Битола, од каде што Нели коментира, односно прилогот го подготви нашата колешка Емилија Мисирлиева. Да погледнеме. Битола утрово 8 завеана во снег. Снежните врнежи кои непрекинато паѓаат во изминатите 24 часа, речиси го парализираа градот. Според официјалните мерења на УХМР, снежната покривка е 32 сантиметри. Зима, каква немало со години наназад. Улиците се со каше снег, а голем дел од тротоарите и пешачките зони се затрупани од снежни наноси. Граѓаните се жалат дека тешко се движат низ градот. Чистено негде не е, сегде не може да стигне така. Главна улица помината, другите не може да се разминат кола. Не е баш како што треба. А вака како пешаци како се движите? Па ево, видите сами, да како се. Лизгаво е, страшно е, мислим, поготово широко как. Посебно тука е. Инаку не избегавам да одам. Докато сум видел, никако катастрофа е. Мислам и патиштава. Добро, пата во Прилеп за Битола е изчистена, ама во градови е слабо. Тешко за пешаци, за возачи, Е, Бога ми тешко е. Неисчистена е и старата битолска чаршија. Собствениците на дуќаните утрово сами го чистеа снегот. Негде чисти, негде не се чисти, да кажем право. По пазар поминав низ пазарот, негде си чистат пред дуќани, негде нема, не чистат. Тоа е што да ви речам. Тешко се движите? Тешко се движиме, нормално воз. Не дај Боже и по полека мора да има и мраз од оздола, ќе падне човек и да скрши нешто. Жителите од околните села се жалат дека утрово едва стигнале до градот. Многу е тешко. Не се чистени никако. Не. Кај живеете? Меѓитлија. И таму како е? Има многу Катастрофа. Патот не е чист, одвај да дојдеш до градот.
Снег и денеска врне во Битола. Од локалната самоуправа тврдат исчистени се сите улици, а употребени се 120 тони сол и 120 метри кубни ризла. Иако велат јавните предпријатија се должни да ги исчистат сообраќајниците и тротоарите во рок од 6 часа, откако ќе престанат врнежите. Сепак, сите служби со целиот свој капацитет се на теренот вчера од почетокот на врнежите од снег. Исчистени се сите улици од прв приоритет и пристапите до објектите од витално значење. Исто така, исчистени се и улиците од втори и трет приоритет, освен онаму каде поради паркирани возила е невозможен пристап на механизацијата за чистење. Во моментот нема одсечени села, а на планинските пребои има забрана за тешки товарни возила. Патиштата до скијачките центри на Пелистер се пристапни, велат од општина Битола и додаваат дека чистењето на улиците продолжува. Благодарам многу за секако секој оној кој што ќе учествува во црвена линија и однапред да ви се заблагодарам и преку коментари и споделување. Неминовно е да ве потсетам сите вие кои што нема да можете се разбира да се вклучите во живо на 02307005. Тоа можете да го сторите и преку коментари и споделување на нашата Facebook страна. Нашиот профил е Црвена линија и не заборавајте секако да го заследите и профилот на Телма телевизија, каде што редовно го објавуваме темите за кои што дискутираме токму со вас. Да се навратиме и подсетиме на прашањата кои што денес Црвена линија ги поставува, а тоа е според вас зошто се распишуваат тендери во 5 до 12 во нашата земја и дали службите за одржување на патишта во вашиот град се изненадени од снегот во јануари. Секако и веќе го поставиме анкетното прашање кое што на Инстаграм веќе е активно како такво, а тоа е дали исчистивте пред влезот од вашата зграда или куќе или дел од вашата улица. А ако сте подготвени вие, подготвени сме и ние, само една напомена од технички аспект ве замолувам по вртењето на нашиот број задолжително намалете го целосно и тонот на телевизорот. Да почнеме. Добар ден. Добар ден. Како е во Џибишево, еве да ми кажете, во вашето место, дали е расчистен снегот, дали е продно? Добре дојде снежко велиш во Биџево, да не ја разубавиш. Дали се слушаме? Дали го имам се уште гледачот? Се исклучи. Како да ќе го поздравиме, секако тој е наш редовен гледач кој што најчесто кога очекуваме одговори, своите одговори ги дава низ песна. Како и да е, она што очекуваме денес од вас е секако и да ни пренесете каква е состојбата од местото од каде што ни се јавувате, односно прашуваме дали службите за одржување на патиштата во вашиот град, вашето место се изненадени од снегот во јануари или се е исчистено навремено и средено. Меѓу другото имаме и прашање, што мислите вие, зошто кај нас се распишуваат тендери и тоа во 5 до 12. Ајде да слушнеме какви ќе бидат следните одговори. Добар ден. Добар ден. Ќе ве замолам малку погласно, малку повеќе погласно. Добар ден, како сте Тинге? Добро, како сте ми вие? Одлично. Супер, Гафалине. Супер, од каде ни се јавувате? Од Авталиđe. Од Авталиđe. Па и вашите впечатоци, дали се расчистени добро улиците во Авталиđe, дали секој од вашите комшии си исчисти пред куќата, пред дворот? Видите, Тинге, ова е мал снег. Не е сивички снег, под 2 метра, по 3 метра. Ова е ситница, 30 сантима. Има булдозери, има луѓе со лопати, направени, брзо иде тоа. Видите, не е, да е сивич би било 60 сантима снег. Ајве, според вас, зошто во нашата држава се распишуваат тендери во 5 до 12? Затоа што се убави. Со паметот. Чарав мозок има. Да не ги вреѓаме, дали тоа значи дека може би се чека потреба па да се распише тендер или... Не, готово е. Прв и последен снег, кој ќе заврне. Затоа ги виде дожд и онако ведро. Нема више снег. Така, дали еве вие лично исчистивте пред влезот?
Ама јас сум устан, гospođo Тинке. А, во стан се па добро и ние кои што сме во стан или мора да ни е слободен прагот до влезот за да можеме или да движиме непречено. Абе, другарите Тинке, многу говорите, ја водите ова емисија. Посебно со цркавото. Да, па добро и таму ќе се слушнеме, таму секогаш Така, е... другарке Тинке, Катинке. Благодарам многу за учеството во Црвена линија. Драго ни е што и како гледач од Заврти на Тилма се вклучивте и да бидете дел од ова семејство. Да се навратиме на темата, значи секој од вас, драги мои, имате по 90 секунди, тоа добро го знаете, за едно јавување. Секој кој што сака дополнителни 90 секунди може да го заврти повторно нашиот број. Ајде да слушаме од останатите според сите вас, еве, зошто се распишуваат тендери во 5 до 12. Добар ден. Ало, добар ден. Голем поздрав до вас. Тинче, поздрав до емисијата, темата ти е прекрасна. Благодарам многу. Погодена во право време. Пред малку за Битола имавте прилог и кажавте дека во Битола покрај градските улици и села, пристапните патишта до сите села се очистени. Ни трага, ни глас, ни некој нешто кажал за Кичево и Кичевскиот регион. Значи, градот Кичево, покрај тоа што е тотално неисчистен како град, да не зборуваме за селата од Копачијата што се наоѓаат на делот на Кеохрид. Таму има одсечени села, нема пристап до механизација да се исчистат патиштата, има огромни количини на снег, над 50 сантиметри, и никој ништо не спомнал во оваа држава за нив. Драго ни е што вие спомнувате во Црвена линија, тоа е она што очекуваме. Па еве зошто што вие еве ни овозможивте, ни отворивте тема, за среќа еве да дојде нашиот глас, да допри до ЦУК, до Стојанче и до сите дека во Копачијата и до градоначалникот на Кичево апел. Во Копачијата патиштата да се исчистат, затоа што во Копачијата се слави православниот празник Богојавление Водици како најголем празник во тој регион. Значи, патиштата воопшто во селата Иванчиште, Ехловец, Лавчани и тие други планински села се, значи, тотално незачистени. А таму има луѓе со постојано живење, луѓе кои што треба да појдат за празниците таму. Така, големо благодарам што споделивте токму онака на што сте и самите вие сведок. Јас верувам дека ќе се реагира и дека токму на оние кои што се во моментот блокирани и не се во можност, односно не е расчистен патот да можат воопшто да движат, набргу службите ќе превземат мерки. Благодарам уште еднаш, останете со нас, а ние понатаму еве продолжуваме да верувам преку вас да дознаеме каква е реалната состојба, односно на секој она место од каде што ни се јавувате. Секако прашањата за денес е, еве и според вас, зошто кај нас тендери се распишуваат во 5 до 12 и еве како што откри гледачот од Кичево, ајде да слушаме според останатите дали всушност и кај вас службите се изненадени од снегот во јануари или се е расчистено и онака како што треба. Добар ден. Добар ден. Од каде ни се јавувате? Се јавувам од Неготино. Од Неготино, како е моменталната состојба во Неготино? Дали е расчистено? Во Неготино немало последните 15 години ваков снег, али сакам участ на градоначалниците и на директорот на Комуналец. Ве слушаме, продолжете. Вака не било чисто Неготино никипа, значи. Негде околу 35 см има снег заврнато, сите улици се прочистени, фрлено е песок, се што треба од нивна страна, значи презадоволен сум. Поготово од директорот на Комуналец сум презадоволен. А еве дали граѓаните беа ажурни, се извинувам еве да ни откриете и дали граѓаните на Неготино беа ажурни, па што поскоро исчистија и пред својот двор, својот праг? Па мислам дека и граѓаните беа ажурни, али за Комуналец сакам час. Јас сум неутрален, не сакам да навијам за никој, али сакам участ на директорот на Комуналец. И еве уште ова прашање, се извинувам, ве молам, зошто според вас во нашата земја се распишуваат тендери во 5 до 12? Зошто е тоа така?
На тоа прашање не би можел да одговорам, не знам зашто е така. Али ја гледав дека у Неготино чистеше екипно на комуналец, тоа ме задоволи и синоќе во 11 саат машините на комуналец работеа. Тоа е во 23 часа. Благодарам, многу драго ние што се вклучивте во Црвена линија и сега кој е што ние откривте каква е состојбата во Неготино, продолжуваме и со останатите гледачи. Денеска е меѓу другото централно прашање во Црвена линија зошто според вас кај нас тендерите се распишуваат во 5 до 12 или и дали сте еве задоволни, каква е состојбата, дали е расчистено, проводно или пак службите од каде што ни се јавувате се изненадени од снегот во јануари. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав и до вас. Од каде ни се јавувавте вие? Од Прилеп. Како е во Прилеп? Па добро да речем, ајде. Добро. Добро е, расчистено, плетвар имаше забрана за движење или на... Нормално е тоа, бидејќи има многу снег. Дали е веќе малку подобрена состојбата или уште врне многу снег? Не, ситно врни, али не е проблем. Сакав да кажам друго. Јас не знам зошто тендери да има. Значи, нема потреба. Наместо државата треба да форсира, имаме јавно предпријатие Македонија пат. Таму треба тендери. А другите, зошто 5 до 12 тендери, многу е јасно. Дали ќе падне снег или не. Само да се зема парите. Треба да се развие Македонија пат со собствени, од ја плаќа државата. А локалната самоуправа треба да си има своји машини за низ градот. Сега, една друга работа што не наденесува. Па и ние граѓаните сме спанковци. Намерно поспатрам вториот ден излегов со лопатата, дали некој пред зградата моја ќе се држни од 80 стана да исчисти скалите. Не бе, брате, што сакаме ние? Да ни чистат и скалите Македонија пат. Па повелете Германија или Шведска, пред вашиот влез, ако не е чисто, мислат, покрај куќата ваша врви тротоар државен и си има секој граѓанин таму песок и сол и мора да изрине она и да го посоли со солта. Не мора да го прави тоа, но ако јас паднам таму и се скршам ногата пред неговата куќа, па не знам колку пари ќе му треба да ме плати. Благодарам многу и вам за одговорите. Малку ќе ве префрлам онаму каде што можете нели да се вклучите во дискусијата, но преку коментари и споделувања. Фејсбук е местото, поточно профилот е Црвена линија. Овој пат низ фотографија секако објавуваме темата за која што говориме во моментот во Црвена линија и со вас, па прашуваме и тука дали службите за одржување на патиштата во вашиот град се изненадени од снегот во јануари. Ги имаме и првите коментари. Вера Новаковиќ. Ајде да прочитаме што напишала. Зошто изненадени ако не падне снег во јануар, Црвена линија сигурно чека во јули снег. Кој пат имате теми да човек само врти глава и се чуди? Најверојатно, господја Вера, не сте го разбрале прашањето, бидејќи Црвена линија не е изненадена од снегот во јануари, а она што сакаме од вас, како гледачи, да дознаеме, дали од местото од каде што живеете, ни се јавувате, па и коментирате, сте задоволни од тоа како работат службите, дали е навремено исчистено и нели оспособено за жителите да можат непречено да движат. А прашањето е токму и поради тоа така поставено. Дали во вашето место овој пат службите се изненадени или не се изненадени од снегот во јануари? Продолжуваме со вас. Добро вечер, веќе. Добар ден, добро вечер. Христос се роди. Вистина се роди. се роди. Здравје, да имаме субот, да се дочекаме утрешниот ден, да се дочекаме другата недела, да викаме Бог се јави. Чудосно ни е македончињата, пусто македонче, како беше таа песна за македонче. Еден снег не изненадува, све нас не изненадува. Одмарат да ти одговорат на тендерите, па за уште, што нема да се распиши тендер само да се кради. Еве се, јас сум 65 годишен, ќе се вратам во моје време, во Титово, што некој го кудеа Тито, што не го сака тој систем. Ако сум, значи Македонија може да биде Швајцарија. Работи во Пелагонија, кратко.
Веруете, 84-та ти по старите се сеќават еден голем снег. За 24 часа механизација на Пелагонија, на Грани, на Маврово, Бетон, улица Патишки, Скопје се очисти. Значи немаме ние команданти, да речеме, немаме домакини. Што спомна господин Италија, Германија, Шведска, една Словенија, па да се вратам уште 45 години кога служа војска. Кога излегуваме Дали е добро разчистено во Ѓорчето, мора да ми кажете ви? Очистено е. И тротоарите и улиците. Него јас се смеам, едни банални работи ние не можеме да се справиме. Сакаме Европа, затоа викам, сите да си поднесат оставка, не да си играт мајдап, ово е крив, тој е крив, СДС, ВМРО. Не можеме со снег, сакаш Европа. Чудосни за смејне, не македонците. Благодарам многу за одговорите. Поздрав секако до вас. Останатите, еве, да укажам, внимавајте на тајмерот. Секако ќе продолжам и со коментари, бидејќи тоа е активно учество во денешнава дискусија. Па еве го и следниот коментар од господинот Трајче Соколовски, кој што напишал: морам да им се заблагодарам на Македонија пат што не беа благовремено излезени на терен, бидејќи не удрив ни една дупка од граничен премин Табановце до Охрид. 12.01.2025 од 6 наутро до Охрид само 2 камиони пред Тетово и 2 од превој стража према Гостивар. Катастрофа. Благодарам господине Трајче за коментарот. Продолжуваме сега со вклучување на гледачите. Добро вечер. Добар ден, добро вечер. Добро вечер. Од каде ни се јавувате? Од Сопиште. Сопиште, како е во Сопиште, и дали е продно, расчистено? Во главната улица се прочистени, има и некои споредни, има по партиски ги чистат. Ја 60 метра се вале чистен снег. Така, дали мештаните еве навремено расчистија пред своите порти? Пошто ние чистиме, ќе помине машината, па ќе затрува, па чисти ние, рекол. А сака да кажете, оно што го чистите вие, машината ви го затрупува? Па го затрупува машината, него го ќе си помине и мигале. И се кориде дека влажен снегот и па го затрупува, ние чисти ностоп. Па на работа идеме ние, не може да чистиме ностоп. А има и стари луѓе. Така, зошто еве според вас кај нас се распишуваат тендери во 5 до 12? Зашто се распишува за пари крадење? Ама во 5 до 12, зошто ете така, никогаш навремено да речем? перат пари. Добро, шефице Тино, те гледам и на тројна линија. Дали ме слушаш? Да, продолжете. И 15 години снег не заврна, кај се тие пари? Тие треба пари да се префрлат, не тендери да пишуват. Не разбираш? Колку години снег не заврна? Кај се тие пари? Каде е таа сол? Каде е таа песок? Значи некој пере пари тоа, тако. Со старата песок па е наплаќаат по 3 пати. Разбрате? Благодарам. Така, тоа е тоа. Така, благодарам многу еве што ни предочивте еве како е во Сопиште. И еве во продолжение интересно прашање постави гледачот. Всушност, после многу одамна имаме навистина огромна количина на снег која што падна низ земјава, а секако секоја година верувам се распишуваат тендери, се подготвуваме, нели, за да не бидеме изненадени во јануари, па ете слушнавте што кажа гледачот, да видиме останатите дали ќе се сложат или можеби еве ќе кажат нешто поинаку. Добро вечер. Ало, добро вечер. Господине Љупчо, одамна не сме се слушнале. Па дајте, да не бидеме досадни, знаете како е сега. Не критикуваат многу. Но факт е дека ваквите теми никогаш не се досадни, па да прашаме дали е добро расчистено кај вас. Па видете се, ја не видов дека машина чисти, меѓутоа дека снегот се топи лесно, тоа го видов, да ти кажам право. Ја не мислам дека не оваа тура снег малце им помогне, бидејќи е од оне мокриот што го викаме ние, па лесно се топи, не е од оне сувиот што се тапка, па светилија не може да го дигне, посебно со овакви ниски температури. Така да мислам дека оваа година и снегот им помогна на тие кои се задолжени за организација за чистење и такви работи. А на прашањето зашто доцна се организираат тендерите, па да немате право на жалба и да може да се намести тендерот во чест до некото. Поради приликата дека нужно е потребно
ќе мора да се договара во 4 очи. Знаете како е сега, земете го тендерот за битола за копање јаглен. Нужно е потребно, бидејќи фирмата не го исполнила планот, нужно е потребно да се најде фирма што ќе мора да копа јаглен за да не се застане рек, и ете ја зимаат пријателската фирма што подкопувала. А таа работела, ама не исполнила планот, ама сега е добра за главниот тендер. Тоа е приказката. Како да се намести тендерот? Вие за да можете ја да го земам, вие да немате право да се жалите, мене бирото да ми го одобри, да ми одобри спогодбата у 4 очи и волкоците и овците на број што вика народот да виде. До тие причини. Земете, како Македонија пат нема склучен тендер кога нели објавија дека со Пелагонија Костивар склучиле договор. Зашто склучиле договор? За одржување? Ајде да го отвориме прашањето. 90 секунди е време траењето, да подсетиме и благодарам за учеството. Ајде повторно коментар, имаме еден на X Ариевец кој што напишал: се чисти снегот, ама не може за 5 минути цел град да се очисти. Не може по планинските краеви за еден ден да се изчисти. И ние граѓаните сме си за никаде, не мрзи пред нашиот двор да изчистиме. И секоја споредна мала уличка не може да се изчисти. Нема ни толку запослени, сегде во исто време да се стаса. Затоа вие од црвена линија не правете паника меѓу луѓето, не е ништо аларматно, барем во главниот град. Благодарам многу, господине Ариевец, што одговоривте и учествувавте во црвена линија. Воопшто не е панично прашањето, за да нели ги прашаме граѓаните дали се задоволни и дали каква е состојбата во однос на расчистувањето на снегот од местото каде што се јавуваат. Како и да ја прашуваме и зошто кај нас во државата доцна тендерите, односно се распишуваат во 5 до 12. Нема ништо панично, освен да ви се заблагодариме и да продолжите да не гледате и секако да учествувате во црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Поздрав и до вас. Голем поздрав. Од каде ни се вувате? Во моментот се јавам од Охрид. Од Охрид сте вие, да. Да. Добро, каква е состојбата во Охрид? Делумно се расчистени улиците. Не се сите расчистени само главните улици, некои улици не се попесочени, нема фрлено сол. За разлика од во Скопскиот дел каде што паднал влажен снег, овде снегот е доста сух и така да има малку и ветар, па го разместува повторно на коловозите. Во однос на мештаните, вклучувајќи ве и вас, еве дали се исчисти пред својот двор, пред својот праг, дали жителите беа ажурни и изчистија онаму каде што нели секој од нас треба да изчисти, односно пред прагот на својот дом? Бидејќи во Охрид ретко паѓа снег или голем снег, така секој си има изчистено доста, исто и пред нашиот двор е изчистен 2-3 пати снегот, од вчера и денес. Такав нешто да кажем однос на тендерите што се за чистење на улиците. Доколку тендерите би се распишувале на 4-5 години, овој проблем не би бил. Не може година за година. Затоа што некоја година врни снег, некоја година нема да заврне, така да доколку би биде на 4-5 години, тогаш би било нешто подобро. Благодарам многу за јавувањето. Одиме понатаму. Добар ден или веќе подобро да речам добро вечер? Добро вечер. Еве, и вас да ве слушаме ако сте во Охрид, бидејќи знам дека сте гледач од Охрид, како се вашите впечатоци? Па вака, во Охрид да речам и има и нема снег, многу. Има, но не е голем снегот, значи е прилично подмрзнатје, меѓутоа главната улица туристичка е најочистена, додека другите споредните може да се игра пајдушко со возилата кога се одиш према лево на бегте носи на десно и така да не сум задоволни од чистењето пред зградите, пред куќите, кој значи сака да не направи беља да скрши рака нога, имаме очистено, кој не сака стојат купишта снег. Меѓутоа поќе би сакал да кажам околу овие тендериве. Тие тендери треба да се договараат однапред, уште во лето. Меѓутоа да стои клаузула, ако падне снег до толку сантими, значи да се активира. Ако не се,
не падне снег, да нема што да чистат, тоаш од оној договор кој што им се подпишува во тоа време, да им се исплати само 30 до 40%, заради што биле возилата, луѓето ангажирани да чекаат на, што вика, на штрек, да се употреби механизацијата. Ма ако не се употреби, нема никаков трошок, освен што, значи, луѓето седеле додека машините не се употребени, песок нема употребено, значи, сол нема употребено, така да ми се чини дека сепак треба малце по-студиозно да се размисли, значи, околу тие трошкови. Благодарам. Ви благодариме и ние за вашето учество во Црвена линија. Продолжуваме понатаму. Ева уште еден коментар од страна на господинот Лазар Станоевски, кој што напишал: снегот во јануари изненадил. Па кој би очекувал снег во зима? Очигледно службите за одржување се уште се на летен одмор или планот за зимско одржување им е ист како и секоја година. Речиси никаков. Благодарам многу и вам, господине Лазар, за учеството преку коментар. Продолжуваме со вклучување. Добро вечер. Добро вечер. Од каде ни се јавувате? Па од Битола видовте како е. Од Битола, така. Ете, видовме како е. Сега е нешто подобро, бидејќи сепак се работеше нешто, така да... Ама сепак има критични места кај што навистина не се врви уште. Зошто се распишуваат еве тендери во 5 до 12? Така да улиците се чисти, не се лоши, се вози, не е проблем за тоа. Сега тендери. Со таа тендерманија веќе готово, завршивме работа. Кај тендерот нема ако. Зборот ако не постои. Тој што ќе одземи тендерот треба да биде екипиран, треба да биде спремен, треба да биде екипиран со машинерија, со работна рака, со сите работи. Сега ако не заврни снег, кој ќе го плати? Ако ќе биде таа работа? Јал не јал 3,5? Не може така. Значи, тука треба да комуналните предпријатија, значи во градот, да организират, да земат со договор на дело. Луѓе со договор на дело, значи луѓе ги има во Заводот за обработување, ги има луѓе што сакат да работат, да се вклучат во работа, и тие да работат. Така да, јас мислам, тендерманијата треба да престане. Благодарам многу. Еве сега ќе поврземе нешто, бидејќи нели дискусијата во однос на тоа да се пренесе сликата како е во моментот токму од вас. Ќе продолжиме со коментар на Кети Ѓоргиевска. Напишала: патиштата во мојот град Тетово се толку прекрасно очистени да ти се приплаче, нема каде да стапнеш. Како беше во Тетово денес, ќе видиме во продолжение од прилогот на Даниела Белбиловска, а потоа ќе продолжиме секако со вас. Неисчистените патишта од снегот во планинските села во Тетовскиот регион им создадоа проблеми на жителите. Дел од нив не може утрово да стигнат на своите работни места. Секогаш кога има врнежи од снег, истиот од коловозот се чисти дури после неколку дена, вели жителка на селото Једоарце. И тоа не само селото Једоарце, Отуње и Сетоле. Полно од луѓето тука што живеат, утрово не можеа да слезат да идат на своите работни места. Па така беше и претходниот снег кога падна, после 2 дена дојдоа тука. Имаме други поприоритетни, значи не може приоритетни да бидат едни, а други не. Тој што зема тендерот, тој треба да има доволно машини за чистење во одредено време на сите тие делови. И во градот имаше проблеми поради снегот и за возачите и за пешаците. Граѓаните кои ги анкетиравме не се задоволни од тоа како надлежните се справуваат со состојбата. Не е добро. Приступ нема никаде, ни за паркинг, ни за ништо. Гледате сами што е гунгула. Толков снег од 20-30 сантиметри, мислим дека можеле да го очистат теренот. Вака не е многу очистен. Од општина Тетово пак велат дека сите патишта се проодни, се чистат тротоарите и се истура сол, а отежна сообраќај има во планинските села.
Посериозно е на планинските места, каде исто тековно се чисти, меѓутоа поради континуираните врнежи од снег, сообраќајот се одвива отежнато. Проблем се и паркираните возила по улиците, затоа ние неколку пати апелиравме до жителите на планинските села да ги отстранат возилата од улиците, за да не се попречува работењето на екипите. Во однос на состојбата со снежните врнежи во градот, улиците се продни, од синоќа започна со чистење и на тротоарите. Од Тетовскиот центар за управување со кризи известуваат дека патниот правец кон Попова шапка е прооден за возила со зимска опрема, но со забрана за сообраќај за тешки товарни возила. Во општина Гостивар сите патни правци се проодни во зимски услови, а во текот на денот ќе се чисти кон планинските села. Според информациите од Цуки во општина Маврово и Ростуше, патните правци се проодни во зимски услови, додека во планинските села Нистрово, Волкови, Асенце, Бивање, Дув ќе се чисти утре. Драги мои, продолжуваме сега со вас. Ајде да видиме што ќе кажат останатите гледачи, како е во местото од каде што ни се јавуваат пред се и според вас ќе потсетиме прашањето е зошто кај нас се распишуваат тендери во 5 до 12. Добро вечер. Ало, се доискажам. Може, повелете. Па, застанав околу местењето на тендери, меѓутоа, еве лекот и каде може да се најде. 29.000 имате социјални случаеви, работоспособни се збори. Значи, збориме за работоспособни, 29.000 социјални случаеви кои може да работат, али поради дали образование или било што, немаат работен ангажман. Државата не може ли да ги ангажира за вакви сезонски работи, сакам да прашам? Па мора да распишуваат тендери. Еве, значи, ем да им остане социјалната помош на луѓето, ем да им се даде уште некој приход, овие зимски месеци или летни месеци, државата секојаш да ги ангажира за работа. Значи, ете ви еден начин како ќе ги анулирате тендерите и местењето на тендерите. Меѓутоа, треба да се сака и треба да се знае како да се организира. Толку пријатно. Благодарам многу за повторното јавување. Продолжуваме со вас. Добро вечер. Добро вечер, Тина. Поздрав од тебе, поздрав телевизија Телма. Од каде ни се јавувавте вие? Се јавам од Струмица. Во Струмица прв пат после 2018 снег 30 сантима. Јас баш мерам. Јас живеам на село. Сега ви кажал, не може да се разбере, бидејќи гласот многу касни, се извинувам, може да продолжам. Јазика, јас сум пензионер, скоро 70 години. Јазе 150 метра сам се чистам. И тоа црн пат, бидејќи живеам во село, на спорден пат, не со. А мене ме чуди како некој во градот не може да се исчисти пред прагот. Баш денес бе за Струмица. Значи продавници пред просладница не исчисти едно метро. Продавачка се пуши цигари, сака да ја влезе во продавница не може. Коли по улицата. Слушај, ова го нема на запад. На запад во селото, ако ти е колата само едно тркално тротоарот, ти одма каза плаќаш. Значи пријава комшија. Кај нас ние сме толку некултурни, а наоѓаме како е мана во државата. Не е во државата. Сега кој да е партија, тоа е. Сега да не се браниме тоа партија, ова. Значи кој да е партија, ние сме некултурни. Значи не мрзи некој да одеме да се исчистиме 10 метра да нема. Значи тоа го на Бодермај на пример нема. Ти чисти снегот тротоара, ама снегот ти го фрлаш во твојот двор. Не го фрлаш на улица како кај нас. А кај нас ние државата не е вино. Еве сега што кажа гледачот пред мене, има 29.000 не вработени. Ајде тој нека иде на минусни температури, некој нека чисти на рака, то тоа е срамоти да го кажеме, значи ние треба овие што се не вработи да правиме роботи, за на некој кефот да му го направат таму што ќе стене. Благодарам многу и вам за учеството во Црвена линија. Добро вечер. Ало, добро вечер. Од каде ни се јавувавте вие? Тука од Скопје. Од Скопје. Задоволни ли сте ве како е се расчистено, дали е продно? Так, нема опасност. Проводна чиста, него ја друго би кажал. Во Македонија има 200.000 административци. Работат по 4 сати во денот. Од тие останатите 4 сати до 8, само 2 сата да одвојат 200.000 лопати за 2 сата. Сегде кај што има град, село ќе их чистат. Дисциплина сака. Сака некој да ги поведи. Пусто, стиите пред куќата кој не си го ивчистил снегот, да има служба да помини да ги казни. Ајде кажете ми дали вие и нели вашите соседи од она што можете да забележите исчистија пред својот праг?
Чисто кај нас возилата поминаве тротоарчињата се, нема ни снег, нема ништо. Зошто се распишуваат тендери во 5 до 12 во нашава земја? Абе, какви тендери? Тендерите нема што да се распишуваат, кога кошката сакат јајцето да го снеси, а нема седело. Тендерите на ниво на годишно треба да се знае, кога ќе му дојде времето, он треба да стартува. Не, ќе чекаме да паднат карпите од озгора камењата, па после тендер ќе распишуваме да ги чистиме. Тоа е неспособност на власта. Овие гласачи 200.000, по двајца од дома 400. Благодарам многу. Ајде однаму каде што се коментира. Винчун напишал: изненаđeni i uvrijeđeni. Така напишал: куде најде да паѓа у зиму. Иванчо Канатларовски напишал: вие што кажувате нема што да правите, само без веза пишувате, пред врата не си чистите. Ивица Трајанов напишал: добар мамет за дискусија со тендерите. Па кога сме кај тендерите, зошто кај нас се распишуваат во 5 до 12? Дали сте задоволни од проводноста, работата на службите, или ви се чини дека еве се изненадени оваа година од снегот во јануари? И дали вие лично и секако вашите соседи ги расчистија праговите пред своите домови? Добро вечер. Добро вечер, ако сум јас. Секако вие сте, повелете. Убава вечер и се најубава. Се најубаво и вам. Како може во јануар да ве изненади снег? Знаете зашто? Затоа што еве во претходната власт нели имаше тендери колку милиони се даде за одржување, меѓутоа не сте употреби тоа. Каде е сега тоа? Значи, предходната, нели 2 години колку немавме поред снег, а луѓе се земава по неколку милиони евра за одржавање, немаше што да одржават. Каде е сега? Каде е таа солон и тој материјал што требало да се земе? Значи, тој материјал изгледа дека уопште не се ни земал. Еве ти што се случува вакви работи со тендерите. Значи, и јас пред мојот дом се исчистив. Меѓутоа требе, јас сум сепак жена во години, меѓутоа ке мене пред врата исчистив. Ја и цел живот и летоска мијам, метам, џабе плаќам комунали за една канта ѓубре само. Значи и вода трошам и све од мене. Така да, меѓутоа сега тука, ако треба да исчистам кај што ми е дворот, тој дел понатака тротарот, значи јас треба да исчистам на комшијата, пошто има 6 коли нема кај да ги паркира, за да му исчистам колата да дојде да ја паркира кај мене. Бидејќи тој непотизам кај нас уште во Карпуш трае, така да ја мојата кола морам да ја чувам во натре, пошто не се вози, за да има комшијата кај да паркира. Сега гледате го тоа, има постари луѓе што не можат да излезат да исчистат. Каде се овие од општина што чистат и што прават? Значи, треба негде, гледате, не само пред зградите да се чисти и да се прави, значи треба некој... Така, ќе подсетам, внимавајте на тајмерот 90 секунди од бројува. Повторно продолжуваме со коментари. Дедо Мрез напишал: снегот не е за коли, туку за санки. А Мирче Настанов напишал: поздрав до сите во телевизија, поздрав и до вас, господине Настанов. Не само и до телевизија, значи и до гледачите. Потрошени толку пари за тендери, а немаат пари за нови возила и нови вработувања. Која држава сме? Државата треба да биде огледало на граѓаните. Тоа се огромни пари од грбот на граѓаните. Продолжуваме со вас. Зошто тендерите се распишуваат кај нас во 5 до 12? Дали еве си исчистивте пред својот прак и дали сметате дека службите и оваа година се изненадени од снегот во јануари? Добро вечер. Македонија. Господине Тале, ајде од вас да чуеме како е во Прилеп. Па, според зимски услови добро е. Слава на Бога, добро е да не најдуваме мани. Обично сме најдобри за критика, а да не стават на работно место, не знам, за чистење снег, тогаш има да ваќаме кривини, да гледаме да ни помине само работно време и да Така, еве, дали мештаните го изчистија снегот пред своите порти? Кој како зависи човекот? Кој како зависи човекот? Сепак би кажал, значи, кога споредуваме, сакаме да види како во Наливонај е развиена земја и така, значи, камиони, уредено, се ваму таму, а кога плаќаме даноци или кога купуваме македонски производи, тоа се ни текнува, така? Само бараме да ни дај Македонија, да биде се совршено, а Македонија сме сите ние. Каков народ, таква држава. Шо поселе, тажнееле.
Не може да биде Македонија совршена идеална, а ни да бидеме душмани на се македонско. Зошто се распишуваат, се извинувам, зошто се распишуваат во нашава земја тендери во 5 до 12? Мислам дека овај пат, еве таму гледав вчера неки на Фејсбук дека од Скопје цела вечер таму градоначалникот на терен е, така гледа на терен како се чистат улици. Се сепак е снег, зимо е. Фактички поминува камион, по него врни нов снег. И сега ние треба да бараме да биде чисто, да нема нито една снеголка. Не, нас да не стават, еве, нас да не стават за водачи на тие фирми, па че цета Македонија. Дури Благодарам многу за учеството и секако за одговорите. Денис Хашич напишал ништо ново за Македонија, а Александар Георгиев ставил лайк. Продолжете да коментирате, секако и да споделувате, а еве ние ќе подсетиме државните институции за чистењето на снег и мраз од патиштата во земјава. Склучиле договори за јавни набавки за зимско одржување на улиците и патиштата во вредност од 3,5 милиони евра. Но оваа сума допрва ќе расте, бидејќи уште 13 тендери за зимско одржување на улиците и патиштата се во тек среде зима. Зошто кај нас тендерите се распишуваат во 5 до 12? Да слушаме што ќе кажат останатите. Добро вечер. Ало, добро вечер. Поздрав. Зошто се доврша мислата? Зошто се распишуваат? Зато нема појма тие што ја водат политиката за одржување на патишта и на их други работи. Него јас би кажал друго. Овие што се пензионираат многу млади, одат во пензија, а не дале никаков допринос да платат во буџетот, државата им плаќала, тие да се задолжат бесплатно список да се направи и да дежурат кога ќе има вакви случаи. Да чистат, да работат, а не поново се запослуваат, пак да заработуваат, пак да цицат од државата. Тие таквите, а би ги собрал, сите заедно со администрацијата, значи улиците да ги држат в раце. Тога ќе видиме права држава. А не само државата да грабат, а ништо да не ради во државата и ќе бидат чисти улиците. Не може да бидат чисти улиците. И се е проблемот по власта, владата не знае како да се среди, како да затегни работата, да го исправи патот, кој каде треба да врави. Пријатно убав ден имате. Најубав ден да имате секако и лесен ден. Ева уште еден коментар по одиме на анкетата. Ако падне снег во месец јули, напишала Наташа Игеска, службите може да бидат изненадени. А тендери се распишуваат и во годините со снег и без снег. Народот е благајник за плаќање. А за тоа дали исчистивте предлезот од вашата зграда или куќа и дел од вашата улица, ајде да видиме како одговорија на Инстаграм. Со да одговорија 68%, а со не одговорија 32%. Драги мои, одиме сега да ги погледнеме рекламите, потоа се враќаме во студио. Благодарам многу што секако споделивте пред се како е од местото од каде што се јавивте денес, а тоа значи дека со вас креиравме уште едно издание на Црвена линија. Сега многу побаво ќе ви биде, затоа што се такви забавни, распеани. И само треба да откријат дали го расчистија снегот пред двор или само си дојдоа до Телма. Кај нас беше расчиствано, морам да признам. Кате, мори, кој чисти? Чистат, кате излегува постелено изчистено. Многу подоцна тој ден кога врнеше снег. Да, баш тогаш ти се спиело повеќе. Да, тогаш најдолго спие. Така е. Можда вари кафе? Така е. На тие што чиста. А и на каде после емисија, Тина? Што? Да ти го свртам муабетов со Снегов. Па тоа е снегот, снегче ќе правите, снежка ќе правите. Не, ние пита ќе правиме. Ти каде после емисија? Дали паричка сечете, да речеме, на денешниот ден по дома? Не, само за бадник. Само за бадник? Ќе ме ставите таму на менито, дали ќе ми се падне паричката? Ке трчаш назад ако ти се падне паричката. Ма ќе чекам ако треба. Нема проблем. Ставиме. Поздрав, Тина. Поздрав.